22-годишниот Мики Пецов од Кочани успеа меѓу 20 пријавени момчиња прв да стигне до крстот во водите на Кочанска река по повод празникот Богојавление Водици. 6 пати досега се пријавува за овој чин и конечно упорноста се исплати и му се насмеа среќата да го фати честниот крст. Најсреќниот Пецов со неговите другари, според обичајот, ќе ги посетат семејствата во градот, кои го даруваат крстот со пари за здравје и среќа. Тој пред сите присутни ја даде христијанската изјава и посака Бог да му дари здравје на него и неговите најблиски. Бог се јави, на вистина се јави. Ова ми е 6-та година како се фрлам по Светиот крст во Кочанската река. Во 2013 и 2015 заедно со моето друштво го фативме, не бев јас, но заедно бевме. Оваа година го фатив и се надевам дека ќе ми биде среќна, а исто и така на граѓаните на град Кочани и на цела Македонија да им биде среќна и успешна. Во овие наредни денови до 31 ќе ги посетам колку што може домовите во град Кочани. На 31 ќе го вратам Светиот крст во Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани. Очекуваш ли дека ќе го фатиш крстот? Искрено да ви кажам, пред 2 дена го сонував крстот и некако многу не верувам во сонови, но ете, се исполни и го фатив. Празнувањето на верскиот празник Водици во Кочани е една од најмасовните црковно-верски манифестации. Тоа беше потврдено и годинава, кога покрај кеот на Кочанска река присуствуваа голем број верници. Чинот на потопување на честниот крст и осветување на водата го изврши митрополитот Брегалнички Иларион со свештеници од Брегалничката епархија. Бог се јави, честит и благословен вечен празникот, најмногу здрави и спасени на сите луѓе, на сите присутни овде. Исто така многу здравје, радост и успех на момчето што го фати честниот крст. Посакуваме ова година да му биде благословена, берикетна и успешна. Годинава чинот на потопување на крстот помина без многу награди за момчето кое што го фати. Причината е да не бидат наградите повод да се пријавуваат момчињата за скокање, туку верата во Бога. Од градоначалникот Радко Димитровски доби златник, а од Кочанскиот храм Свето писмо Библија. Оваа година награди додели и фармацевската компанија Зегин, која што на момчето што го фати крстот му додели телевизор. Традицијата која што имаме во Кочани продолжува. Гледаме една голема масовност, едно голема заљубеност во празниците кои што ги имаме во текот на овој месец, во текот на овој период, и сакам да на фаќачот на крстот му посакам многу здравје, многу среќа, многу успех, а на сите граѓани, наши сограѓани и други во Република Македонија кои што го имаат за куќна слава денешниот празник и кои што ги имаат како имендени, нека имаат многу здравје, многу среќа и многу успех во животот. Пред одржување на чинот на потопување на честниот крст во храмот Свети Великомаченик Ѓорги се одржа света божествена литургија, пошто со свечена литија верниците и свештениците се упатија кон мостот во паркот каде се потопуваше крстот. Успешно помина и лицитацијата на иконите и крстот, а оние кои што ги купија ќе ги чуваат во своите домови 40 дена за здравје, пошто ќе бидат вратени во црквата. Празникот Богојавление е поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од Свети Јован, кој од тогаш се нарекува крстител, а фаќањето на крстот означува соединување на човекот со Христа. Тој важи за еден од најголемите христијански празници.